Lieber Nikola, herzlich willkommen noch einmal in Berlin. Und ich finde, es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben für unser Treffen. Vorgestern hat eure Regierung eine historische Einigung mit der griechischen Regierung erzielt in einem jahrzehntelangen Namensstreit, und zu dieser Einigung möchte ich ganz herzlich gratulieren. Der Namensstreit stand seit über 25 Jahren zwischen Mazedonien und Griechenland. Jetzt ist eine riesige Chance da, diesen Streit zu überwinden und neue Tore, Türen nach Europa aufzuschließen. Und Nikola, du hast die Verhandlungen ganz lange begleitet, auch als Sondergesandter zum Namensstreit schon von 2003 bis 2008. Du hast ganz entscheidenden Anteil an diesem wirklich großen Erfolg. Ein großer Dank gebührt auch dem Sondergesandten des UN-Generalsekretärs zur Lösung der Namensfrage, nämlich Herrn Nimetz, der seit 1999 geduldig vermittelt hat, der also auch sehr lange mit diesem Thema betraut ist. Und letztlich zeigt das auch, was die Diplomatie leisten kann, wenn Geduld, Vernunft und vor allen Dingen Respekt herrscht zwischen denjenigen, die sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen müssen, auch wenn das hitzige Debatten nicht ausschließt. Wir standen ja auch in den letzten Wochen in einem Kontakt. Auch die Bundeskanzlerin hat sich sehr engagiert bei diesem Thema gezeigt. Und
Deshalb habe ich insgesamt großen Respekt, dass bei dieser wirklich sehr schwierigen Frage und bei den großen Emotionen, die es auf beiden Seiten gibt, dass jetzt endlich И дека сега, на крај, се стигнува до едно разбирање заедничко и се надевам дека во вашата земја ова решение ќе најде ќе се приме добро од граѓаните на земјава. Еве зошто ја мислам дека заслужува тие договореност. Ние ќе поддржуваме и натаму тој процес и сега покрај Wir stehen weiterhin zu der EU-Perspektive deines Landes. Die Beitrittszone der Länder des westlichen Balkans zur NATO und zur Europäischen Union sind wichtig für die за балканските земји кон НАТО и ова прашање е многу одлучувачко за европските и за германските интереси. Исполнувањето на критериумите за кои станува збор и пред се сакам да кажам дека во Македонија има еден процес на реформи во последните години, вистина ни импресира и кој исто така покажува сега не само резултати во самата земја, него мислам дека мора да добие признавање од целата Европска Унија. Заслужува. Затоа ви окружуваме да покажувате решителност и понатаму, да ги остварите. Ама знаете дека реформските процес никога не завршува, тој ни спроведува секогаш и нас, и вас. Јас се надевам дека со воиднина и одлуките кои ќе бидат во однос на НАТО и на Европска Унија, тие ќе бидат многу важен сигнал за граѓаните во вашата земја и им потврдат дека ќе се оди натаму во правец на европската перспектива и ние не сакаме други некои сили да остваруваат нивните планови во вашиот регион, а ние веруваме во европската перспектива која е во корис на целиот. Благодаря много. Јас ќе зборувам согласно договорот на македонски јазик, почитувани граѓани, почитувани медиуми, Трајко ми представува голема чест и привилегија што имам прилика лично да се запознам и разговарате по телефон претходно, меѓутоа прва лична средба. Многу сме благодарни на Германија за поддршката. За нас Германија е исклучително важна земја, нашиот прв трговски партнер, земја во која што гледаме еден стол на Европа базирана на принципи, на свет, каде што владее меѓународното право и меѓународните правила, исто така базиран на принципи. Македонија живее историски денови, недели и месеци. На добар пат сме да затвориме еден спор кој што беше како камен и ни го отежнуваше прогресот и не заклучи во чекалната каде што поминавме доста многу години. Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија од 2005 година. Оваа година добивме 9-та препорака од Европската комисија дека сме спремни да започнеме. Ова чекање создаде и кризи, меѓутоа, како што велат, никогаш нема да пропушташ добра криза, научивме сериозни лекции. Македонија денес се бори за истата Европа која што вие во Германија ја живеете. Сакаме да немаме спорови со соседите, сакаме да имаме независни суди, сакаме да имаме слободни медиуми, сакаме да имаме одговорни политичари. Ние сме генерација што мора да ја заврши работата, што мора да го затвори не други си, туку самите ние македонското прашање, да нема веќе прашалници кои сме, да нема прашалници дека зборуваме македонски јазик и
да ја отвориме перспективата и едината за следната генерација. Ќе ја завршиме нашата задача и ова го правиме без никакви домашни политички калкулации. Ова го правиме мислејќи каква Македонија сакаме за 5, за 10 или за 15 години од денес. Имаме историска шанса да затвориме прашање во време кога нема многу шанси за успех, не само во Европа, туку и во светот. И мислам дека за сите ќе биде добро, и за Македонија, и за Грција, и за Балканот, и за Европа, и за светот, ова прашање да се затвори. Многу е важно, бидејќи нашите главни мотиви покрај пријателството со Грција се да ги започнеме преговорите со Европската Унија и да се зачлениме во НАТО алијансата. Многу е важно и благодарен сум за поддршката на Кајко, на Германија воопшто, Македонија да добие политичка одлука од Европскиот совет кон крајот на овој месец, во јуни, за почеток на преговори, да добие покана за членство во НАТО, бидејќи само така компромисот што го постигнавме ќе биде вин-вин за двете страни. Ние сме денес во свет кој што има многу проблеми и мислам дека немаме луксус да не ги користиме шансите за кога се создадени за решавање на проблеми. После решавањето на овој спор, Македонија веќе нема да има ниту едно отворено прашање со ниту еден сосед. Ние немаме гранични спорови. Постигнавме договор за пријателство минатата година со нашиот источен сосед, со Република Бугарија. Кон крајот на оваа година, доколку се оди според планот, а ќе направиме се да оди според планот, ние ќе бидеме без билатерални спорови и ќе бидеме земја која ќе шири таков дух, такво пријателство и ќе бидеме од помош на сите оние кои што се уште имаат спорови во нашиот регион на Балкан. Jaz bi zastavil. Vielen Dank. Wir haben leider nicht sehr viel Zeit. Ich würde deswegen die erste Frage der mazedonischen Presse geben. Danke. Frage for Herr Minister Mas. Mr. Mas, you obviously spoke yesterday also about the importance of the EU accession from Republic of Macedonia and the importance of receiving the date in late June this year. But are you ready to lobby France and other more pessimistic EU members to help to move this process forward? Yeah, absolutely ready. Ich werde noch heute mit meinem niederländischen Kollegen zum Beispiel telefonieren und auch dort wird es um dieses Thema gehen. Wir wissen, dass wir in der nächsten Woche die deutsch-französischen Regierungskonsultationen haben. Das heißt, da wird die komplette französische Regierung hier in Berlin sein, aber auch schon in der Zeit bisher und bis dahin sind wir mit den französischen Freunden in einem engen Gespräch. Wir wissen, dass es dort nach wie vor Bedenken gibt. Wir diskutieren das ja auch innerhalb der Bundesregierung. Es ist kein Geheimnis, dass ова не е тајна да ви го кажам, дека има некои различија меѓу Македонија и Албанија во ова прашање како се прима овде. И германската дискусија кога стана збор за Албанија се уште не е завршена, ама не би требало да биде колатерална штета да добие Македонија борба заради Албанија. Ние во Министерството на дворешни работи, не само во кабинетот, само во владата ќе зборуваме за прашање, ама мора и парламентот, Бундестагот да добиеме за нашата позиција и јас сум доволно уверен дека позицијата на владата ќе се прими од Бундестагот и се разбира дека и од нашите холандски и француски другари интензивно ќе разговараме во следните денови за да стигнеме до една заедничка позиција. Eine Frage, die würde ich der DPA beantworten. Obermeier, DPA. Herr Minister Dimitrov, angesichts der Bedenken des Staatspräsidenten und der Proteste in Mazedonien, glauben Sie wirklich, dass Sie Ihren Zeitplan einhalten können, wenn Sie Fazit sagen? Нашата одговорност беше да создадеме шанса и да понудиме можност на нашите граѓани да се изјаснат каква иднина сакаат.
договорот предвидува, е условен и предвидува референдумско изјаснување, што би требало да се случи некаде оваа есен, може би до крајот на септември, почетокот на октомври оваа година. Мислам дека најодговорно и за владата, која што е спремна да се соочи со својата политичка одговорност, создавајќи ја шансата граѓаните да се изјаснат. И парламентот, и председателот не смеат да застанат на патот и да ја заменат волјата на граѓаните. Историските победи и историските успеси никогаш не се лесни. Наше е да правиме се што можеме секој ден. Јас веднаш по посетата во Берлин се враќам во Скопје, имаме владена седница на која што ќе се разгледува текстот на договорот. Се разбира дека ќе има и различни мислења, меѓутоа политички одговорно е да го оставиме изборот на граѓаните и при тоа да им кажеме зошто мислиме дека ова е добра работа за нашата земја. Убеден сум дека граѓаните ќе го направат правилниот избор. Vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr für weitere Fragen.